Македонците во последните 2 години живеат малку подобро, па иако минимално, и долгогодишното статус кво е надминато, вели анализата на Фактор и податоците од Меѓународниот монетарен фонд. Суштинскиот показател за животниот стандард е популарниот бруто домашен производ или бруто домашен производ по жител. Токму и според него, Македонија покажува знаци на напредок. Така, во 2018-та, тоа е 5145 евра, што е за 300 евра повеќе од претходната година, или речиси 1000 евра повеќе од 2014 година. Но дали нашите граѓани, па макар и минимално, почувствувале дека во животниот стандард нешто се менува на подобро? Стандардно. За сега не е лош, те у нашата општина е добро. Што да кажеш? Не е добро. За младите бегаат за странство се, нема добар живот. Не се покачува пензиите. Како нема бе? Како нема? То прв ке се подобре бе. Освен според нашиот, најчесто стандардот се мери и со джебот на другите околу нас, односно со обична споредба која вели: во Западен Балкан Македонија е четврта од оздала, по споменатиот критериум, зашто под нас се само Косово, Албанија и Босна и Херцеговина. Од останатите, очите во вакви случаи секогаш ни бегаат кон Србија и Бугарија. Зошто? Знаеме сите. А таму, може би со најбрзиот воз не, но со добра брзина нас не поминела Србија, каде нивниот бруто домашен производ по жител е 6550 евра. Црногорците отишле уште побрагу со 7950 и бугарите веќе не прошишале со 8450 евра по жител. Доколку не е заморно за споредување, ќе напоменеме дека тие што биле подобри, се останале подобри и понатаму. Кај краватите, бруто домашниот производ по жител е 13500, а словенците одмаглиле со 23740 евра, или 4 пати повеќе од нас. Дали имаме шанси за приближување на подобрите и кога останува прашање на кое одговор даваат сите, но со која брзина се движиме е јасно. Сите сме во ист воз, а разликата е во тоа што сите сме сместени во различни вагони и класи на патување.